Традиција, чест, сила, подготвеност. Прва пешадиска бригада, ударната тупаница на армијата на Македонија. Првата пешадиска бригада, ударната тупаница на армијата, истовремено во себе ги чуваат традициите и аманетите на нашите борци од минатото, а и е најбројна и најмокна воена формација. На плеките на припадниците на првата пешадиска бригада е и примарната одговорност да застане на бранникот на татковината, кога се загрозени националните интереси, суверенитетот и интегритетот. Бригаден генерал Сашко Лавчински вели, како дел од првата пешадиска бригада, освен обврска кон граѓаните и државата денес, имаме и обврска и морална одговорност да ги чуваме традициите на славните илинденци и борците од народно-ослободителната борба. Затоа првата пешадиска бригада во секој момент треба и мора да биде најдобра. Првата пешадиска бригада е најголемата и најмокната борбена формација на армијата и како таква ја има примарната одговорност во одбраната на татковината. Или како што ние припадниците на единицата милуваме да кажеме, првата пешадиска бригада е ударната тупаница на армијата, секогаш подготвена да застане на браникот на татковината кога се загрозени националните интереси, суверенитетот и интегритетот на државата. Обврската да бидеме најдобри, ја немаме само кон граѓаните на државата. Ја имаме и кон нашите поранешни припадници, но имаме кон нашите херои, борци од Илинденското востание, херои борци од народно-ослободителната борба.
Како што ви е познато, ние сме чувари на традициите и аманетите оставени од 14-тата Македонско-младинска ударна бригада и Мавровско-Кичевскиот партизански одред. Тие се многу важни детали за нас и како такви ги вградуваме секојдневно не само во обуката, него и во секојдневниот живот на припадниците. Првата пешадиска бригада е структурно поделена, каде сите заедно го формираат мозаикот на бригада, спремна да ги исполни највисоките НАТО стандарди. Токму вториот пешадиски баталјон, дел од првата пешадиска бригада, ја исполни најважната НАТО цел за подготвеност. За бригадниот генерал Лавчински, ова е само почеток. Првата пешадиска бригада продолжува со модернизацијата, трансформацијата и подготовките за исполнување и извршување на други мисии и стандарди. Се состои од команда и штаб со 3 маневарски баталјони распоредени во Кичево, Тетово и Штип, 2 баталјони за борбена поддршка и 1 баталјон за борбено-сервисна поддршка. Исто така би сакал да напоменам дека првата пешадиска бригада ја има примарната одговорност и кога станува збор за исполнувањето на НАТО целите за способност. Како што веќе е познато на на македонската јавност, вториот пешадиски баталјон, кој од составот на првата пешадиска бригада, со успех го заврши оценувањето на борбена готовност, со што и формално ја исполнивме првата и најважната НАТО цел на способност. Во моментот, активно и со многу енергија работиме во исполнувањето и на нашата втора НАТО цел на способност, а тоа е подготовка на лесната пешадиска батальонска група, која што треба да ја подготвиме до 2027. Секако за да го постигнеме сето тоа, потребно е да направиме вистинска синхронизација помеѓу она што ние го нарекуваме планови за трансформација, планови за модернизација и она што представува вистинска обука и тренинг на припадниците. Мотивирани, професионални, храбри, луѓе со јасни и недвосмислени морални принципи и патриотски чувства. Само такви може да бидат дел од првата пешадиска бригада. Само такви припадници ќе одговорат на сите поставени цели. Поддршката од стратешките партнери е дополнителен мотив да се зачува интегритетот кој оваа бригада го има. Всушност, големиот број признанија најдобро покажуваат дека првата пешадиска бригада оди во вистински правец. Би сакал да напоменам дека околу обуката и тренингот на припадниците во првата пешадиска бригада несебична поддршка или безрезервна поддршка добиваме од нашите стратешки партнери и сојузници. Тука пред себе ги издвоил Соединетите американски држави, Обединетото кралство, но не помалку значајна е поддршката која ја добиваме и од Турција, Италија и останатите држави, членки на НАТО или наши партнери. За да го постигнеме сето ова, потребно е да имаме припадници кои што се високо мотивирани, припадници кои што се професионални, припадници кои имаат изградени недвосмислени и јасни морални и етички принципи, кои се пожертвувани во својата работа, со еден збор, како што јас ги нарекувам, господари на својата професија. Токму такви припадници имаме ние тука во првата пешадиска бригада. Дека тоа е така, зборуваат и големиот број на пофалби и признанија кои ги добиваме при учеството на голем број на меѓународни вежби, како во државата, така и во странство. Би сакал да потенцирам дека и не постои поголема НАТО вежба на која припадници од првата пешадиска бригада не учествуваат. Припадниците на првата пешадиска бригада и во услови на катастрофи и непогоди, без разлика дали е пожар, поплава или лавини, стојат во служба на граѓаните и државата.
Хуманата страна на припадниците и единицата се покажала и докажала на многу спасувачки и хуманитарни мисии во Европа и светот. Единицата е во сервис и поддршка на други државни институции кога истото е потребно. Не помалку важно е и нашиот допринос, нашето учество, нашето асистенција во поддршката на останатите институции, цивилни институции, дали се работи на локално ниво или пак на државно ниво. Припадниците од првата пешадиска бригада активно се вклучуваат, директно се вклучуваат во случаи на елементарни непогоди, поплави, пожари, лавини. Исто така припадници од единицата активно се вклучуваат и во претрага на исчезнати лица. Би сакал да ја потенцирам и доприносот кој што припадниците на првата пешадиска бригада заедно со останатите припадници од армијата за многу краток временски период се подготвија и заминаа на повик на словенечката влада, каде што земавме учество при отстранување на последиците од катастрофалните поплави кои ја зафатија Република Словенија минатата година. Секако тука би ја потенцирал и асистенцијата и поддршката која ја даваме кон Министерството за внатрешни работи. За тоа говорат и бројките, односно анкетите, каде што припадниците на бригадата, односно припадниците на армијата, кај граѓаните имаат најголемата доверба. Чување на традицијата и продолжување на аманетот не е само празна флоскула, туку фактичка состојба во првата пешадиска бригада. Со формирањето на армијата ќе започне и структурното организирање. Ќе започнат како две бригади, 11-та и 13-та пешадиска бригада, а низ годините ќе претрпат повеќе преструктурирање и промени. Првата пешадиска бригада носеше различни имиња, имаше различна структура, но исти идеали. Заштита и поддршка на националните интереси. Незините зачетоци започнуваат со формирање на армијата на Република Македонија во 1992 година, односно со формирање на двете пешадиски бригади, 11-та и 13-та пешадиска бригада, кои ги носат традициите на 14-та македонско-младинска народно-слободителна бригада и Кичевско-Мавровскиот партизански отред. Вие две пешадиски бригади, најпрвим 11-та пешадиска бригада во 2000-та година, а потоа и 13-та пешадиска бригада во 2002 година, се трансформираат во прва и втора пешадиска бригада. Со одлука за целосна професионализација на македонската армија, како и незина трансформација, во 2005 и 2006 година
Овие две пешадиски бригади се трансформираат во прва механизирана пешадиска бригада и втора механизирана пешадиска бригада. За по 7 години да се трансформираат, односно да се фузираат во една бригада наречена прва механизирана пешадиска бригада. Во 2019 година, по одлука на Врховниот командант и новата организацијско-формацијска поставеност во армијата, првата механизирана пешадиска бригада се трансформира во прва пешадиска бригада. Историскиот развој на оваа бригада е нераскинливо поврзан со развојот на армијата на Македонија, а доприносот кој оваа бригада го даде во себе опфаќа многу знајни и незнајни јунаци. Историјата на првата пешадиска бригада опфаќа многу настани, личности, предмети, а за да се истакне нивната важност, е направена и спомен соба во рамките на Скопскиот гарнизон Страшо Пинџур во касарната Петровец. Место кое на сегашните, но и идните припадници треба да им покаже и предочи дека мотото чест и сила не е фраза преземена од латинскиот јазик, туку начин на живот и функционирање. Патот на развојот и напредокот беше проследен со низа активности реализирани на домашна и на меѓународна сцена. Резултатите од овие активности се длабоко врежани во сеќавањата на поранешните и сегашните припадници на првата пешадиска бригада. Токму затоа спомен собата представува сведок на славната и богата традиција на првата пешадиска бригада, оставајќи порака до наредните генерации припадници на првата пешадиска бригада, дека мотото чест и сила треба да се негува и чувствува со сиот свој човечки потенцијал. Освен задачата да го чува територијалниот интегритет и суверенитет на државата, првата пешадиска бригада има задача и да ја представува армијата на голем број мисии ширум светот, како и да соработува и поддржува државни институции кога истото е потребно. Првата пешадиска бригада, како најголема борбена единица во армијата, има за задача да обезбеди заштита и одбрана на територијалниот интегритет на државата, да учествува во мировни операции предводени од НАТО, како и мировни и хуманитарни операции предводени од Европската унија, од Обединетите нации и од ОПСЕ, и да асистира и дава поддршка на Министерството за внатрешни работи и останатите државни институции. Персоналот од првата пешадиска бригада активно учествуваше во мировните мисии ИСАФ во Авганистан и мисијата одлучна поддршка исто така во Авганистан, како и во моментот активно се подготвува и учествува во мировните операции КФОР во Косово, Алтеа во Република Босна и Херцеговина, како и на источното крило на НАТО во операциите во Република Латвија, Република Бугарија и Република Романија. Првата пешадиска бригада во себе ја опфаќа и символизира македонската борбеност, пркост и решителност. Чувањето на традициите и аманетот на нашите предци е и секогаш мора да биде во фокусот на оваа бригада, продолжувајќи го напредокот и развојот. Чест и сила е теркот по кој сето ова е возможно, затоа што тие две работи секогаш одат заедно. Честит роден ден на првата пешадиска бригада, најбројната воена формација на армијата на Македонија.